Уште еднаш ви посакуваме убав празничен 8 мартовски ден со нашата програма, со програмата на Радио Пела. Од почетокот на денешното наше дружење во радио што се гледа, слушаме прекрасни музички композиции, се разбира, само за ваше убаво расположение, каде и да сте, каде и да се чувствувате, треба да поминете прекрасни мигови. Уште еднаш од нашето студио, ние кои што сме машкиот пол, ви го честитаме 8 март и секако ви посакуваме уште многу години да се слави овој празник. А сега, како што и најавивме, ќе зборуваме на една прекрасна тема. Таа прекрасна тема се вика музика и само музика, значи продолжуваме во истеден таков стил. Се разбира, денеска го имаме гостин во нашата програма, учесникот во Звездите на Грант, оној кој што прекрасно ја представува нашата земјичка Македонија и прекрасно изгледа и грандиозно пее и знае како да се постави на сцена и знае кои песни да ги одбери и знае како треба да се мери температура на сцена и се знае и знае како да изгледа. Тоа што е најважно. Јас го поздравувам нашиот Јасмин Алиевски и му посакувам срдечно добре дојде вака преку Skype во нашата програма. Се надевам дека ќе уживаме сите заедно во разговорот пред се и да се запознаеме со Јасмин. Добар ден. Добар ден. Одлично. Супер. Одлично се слушаме. Одлично, значи окей. Вака добар ден на сите гледачи. И воедно сакам да им го честитам празникот, нели денеска 8 март на сите дами, жени, уште многу години да не трпат, почвени со нас мажите не е лесно. Така, но едни без други никој не може. Така, едните без другите не може. Тоа е така е од Господ оставено и така и ќе остане. Многу ми е мило што си дел од нашата програма, не затоа што си сега дел од Звездите на Грант, туку едноставно еден вака убав млад лик треба да биде дел од нашата радиопрограма која што се гледа вака и на Facebook лайв стримот. Јасмин Алиевски не представува одлично во Звездите на Грант, не само оваа сезона и претходните години беше дел од ова реално шоу, но конечно ми се чини дека дојдат твоите 5 минути кога треба максимално да ги искористиш. Па мислам дека во последно време, мислам оваа година е многу подобра со одминатите сезони, меѓутоа имав и пауза, но 4 години не настапував на ова шоу. Од оправдани причини. Сакам да се сконцентрирам повеќе на мојот глас, на едноставно на самиот себе си. И сметав дека оваа година е, ајде да кажам, имав и се осеќав едноставно спремен. Затоа и се пријавив. Исто така голем удел во пријавувањето беше и ме потикна и Ѓорѓе Давид. Искрено и заради него највеќе се пријав оваа година, затоа што е таков ментор што им дава волја на кандидатите, работи нели пред се со нив и многу е битно. Јас немав, мислам, последно време изгубив и самопоуздање на српски, веќе почнав и на српски збор на сцена и мислам дека Ѓорѓе не себишто ми го дава тоа. И бираме песни нормално и одиме напред. Па сега ќе видиме. Јас се надевам дека ќе дојдеме до тоа финале. Тоа е желба на секој кандидат. Меѓутоа за сега работите се одвиваат одлично. Се надевам уште подобро. Последниот настап, спомнета температура баш интересно искочи. Мислам тој ден не ми беше нешто добро, уште од кога станав од сабајлето. Како бре, Јасмин, не ти беше добро, а испеа толку добро? Значи, подобро да не ти биде добро за да испееш многу подобро, така? Интересно, затоа што, не знам, едноставно станав од сабајлето, немав ни енергија, ни ништо, му сејав на менторот, вика да испееш, такви се правилата, ако не се пее ќе те дисквалификуваат. И така да директно отидов на пробата, од пробата одма во хотел, не можев да седам тамо. Исто од хотел директно на сцена испеав и ја мислам дека со тие услови мислам дека окей, можеше подобро, да бев поздрав и уште подобро ќе беше, али ја мислам дека за разлика од мислам како што ми беше состојбата, ја мислам дека добро се снајдов. И менторот е задоволен, така да.
Тоа е тоа. Така, Јасмин, која е цената на сето ова? Дали ова вложување, велиш дека оваа година имаш веќе ја имаш потребната самодоверба за да настапуваш, за да испееш, што кратиш од себе за да тргне твојата кариера во нагорна линија? Па добро, мислам сега у последно време од кога почна Звезден грант од првиот круг, вториот, третиот, еве сега се спремаме за четвртиот круг. Вежбам, многу повеќе вежбам, бираме песни, нешто сакам и малку и да промешам во стилот на пеењето, нешто сакам и да истекнам оперскиот дел, пошто и знам и опера да пеам. Професорката по пеење ми беше Милка Евтимова, таа е позната оперска пејачка и така да имам таа страна што верувам дека никој не ја знае и би сакал да ја представам. Таа е моја страна, нормално и народниот мелос. Имаме ние преубави македонски песни. Ние сме должни како изведувачи, нели, потекнуваме од тука од оваа држава, мислам од наша Македонија, татковина наша, и треба и на публиката малце да ги разгалиме, да ги тоа некоја добра, нели, стара народна песна. Значи ли ова дека умееш во слободно време на својот поблизок круг да им запееш и таква музика? Да, не поминува, ја да не се најдам во некое друштво, да не запеам. Буквално тоа. Добро, сега си во едно вака виртуелно друштво заедно со Радио Пела и заедно со слушателите и оние кои што не гледаат, а не гледаат многу. Еве веќе имаш поздрав и од диаспората. Наша гледачка слушателка вика прекрасен глас и прекрасен млад Стас, одлично. За нашата публика сега не знам колку си спремен, но сакаме да чуеме и како пееш нешто македонско, кратко да слушнеме, да го видиме тоа што го пееш. Да ги поздравиме сите дами, нели? Да. Ајде нешто еве народно, може нешто народно, што не е. Твој избор. Сакаш народно, сакаш забавно, битно е да ги стоплеме срцата на сите кои што не слушаат и не гледаат. Да. Ајде нешто еве зајди, но на кратко. На кратко може. Повели. Се надевам дека добро се слушаме, нели? Да, се слушаме онака како што треба да се слушаме. Сега не е како во живо, но како и да е, гласот твој сега го се слуша. Зајди, јасно сонце, зајди помрачи се, и ти јас знам, леме се чино, зајди Супер, веќе имаш и срциње и бакнежи тука на социјалните мрежи, на Инстаграм, на нашите профили. Така, една наша слушателка пред некое време сакаше да те праша, односно ако не успеам да го слушнам и да го гледам, сакам да го прашам зошто одлучи да се пријави на Звездите на Грант, зарем тоа шоу е толку големо и грандиозно како што тој изгледа. И благодарам, нели, и за прашањето и за што ме приметил на Звезда Грант. Па зашо се пријавив? Па како да ви кажам, сега тоа е малце прашање што е малку деликатно, секој ако прашате секој различно ќе ви каже, ама ја ќе се потрудам, нели, искрено да одговорам на ова прашање. Немаме, нели, едноставно промоција, мислам дека кај нас во нашава држава со некои исклучоци. Ви благодарам на вас за поддршката и на неколку телевизии и радија што не промовираат, нели, нас младиве таленти, кандидати, како да ги наречам.
едноставно мал е просторот, се е сведено на политика. Ја верувам дека и вашите слушатели ќе се сложат со мене и нормално дека иде ова и се и во живо нели на камера. Се гледаме. Ќе се сложат со тоа. Едноставно заради тоа. Ја имав ми неколку своји песни пред Звезда Гранда, имам настапувано на Охридфест, Макфест 2012 година. Едноставно до сега не ми пројде некоја песна толку забележително да биде нели хит. Нормално некоја песна се одвои од тие јас што ги имам снимено, 4-5 песни се. Едноставно заради промоција и заради многу поголеми хоризонти што се отвараат нели надвор. Веќе мислам на тоа шоу го гледаат и цел регион буквално. Од ке нас Македонија, нели нормално Србија, Хрватска, Словенија, значи дури во Бугарија се гледа секаде. Мене ми стига цел Балкан, нели буквално, и пошироко. И во диаспората знам дека не гледаат, не слушаат. Воедно веќе искористам и оваа прилика да им се заблагодарам, ми стигаат пораки од Австрија, од Канада, од нели наши што живеат таму, што се нели носталгични по оваа наша татковина. Тоа е тоа, значи едноставно заради промоција на самиот себе си, нормално заради и на нашата држава, нели малце да избегаме тој шаблон политика и само политика, луѓето мислам дека им е преку глава тоа. Да, на ова шоу секоја година гледаме учесници од нашава земја. Како се дружите вие таму? Наоѓате ли време нашиви македонски представници да се дружите, да се споите? Дали се познавате таму, се запознавате? Имате ли не знам, поддршка, љубомора? Да. Значи вака сега, се дружиме. Сите мислам генерално 90% се знаеме со сите кандидати. И пред шоуто, нели, мислам, не сме се запознали директно таму, се знаеме од тука, нели. Со оглед на тоа што бевме во првиот круг доста кандидати, не можеме со сите, нели, да стигнеме да се дружиме, пошто се они раздвоени на некој начин. Секој кандидат си има свој ментор, различен ден се пробити, така, и заради тоа, значи, не можеме да стигнеме со сите, нели, да комуницираме. Највеќе се дружиме во групата. Во групата, што на пример конкретно ке мене, ке Ѓорѓе Давид, што он ми е ментор, се дружиме ние моментално во групата што сме. Има уште една македонка таму, што е во нашата група од Струмица. Славица Ангелова се викаме, поздрав и до неа. И така да се дружиме моментално во група. Сега малце сме помалце кандидати од Македонија, мислам дека се број на прсти веќе кој што останавме веќе четврти круг, полека се ближиме кон крајот. И посакувам среќа на сите кандидати од Македонија што останаа во ова шоу и така наоѓаме во секој случај време за дружба, али е тоа нели во малце скратено, пошто сме и со време кратки, носо сме на релација некое Скопје, јас идам за Белград, он од Белград се враќа во Скопје и така да. Меѓутоа во контакт сме благодарение на социјални мрежи, се гледаме, еве како јас нели со дека на Skype. Одлично. Што е измислено, нели? И така. Добро, како и да е, тука некако контактираме и ова одлична можност, но еве уште едно прашање до тебе, наша гледачка, ова сигурно некоја твоја генерација сигурно. Прашува, Јасмин Алиевски во приватниот живот мерка некоја? Мерка? Не смеам да меркам ја, ако меркам готов сум. Затоа што имам вереница, нели? Една година сме верени кај да е треба и свадба да правиме. Така да нема ни време за метка, ништо. Добро, уште еден наш гледач вика, ајде да чуеме нешто што тој умее да го пееше, остала си увек иста, нешто во таков стил, пее и од Тоше Проески. Дали може за нас нешто кратко, не мора да е од нив двајца, може и некоја друга балада? Има некој предлог да ми предложи некоја? Па не знам, ако стигне во меѓувреме додека разговараме, да, вака вика која сака негова песна нека биде.
Не знам која друга чека се ми текне. Многу песни пеам. Добро, додека ти текне, ајде ќе ни текне на двајцата, сакам да прашам планови, авторска песна, ќе имали помош од менторот Ѓорđe Давид да те турне напред? Па добро, авторски песни сега за сега неам во план, нели моментално сум нова шоу и така да нема ни време искрено да размислувам за песни за натаму. Здраве Боже, нели ако се стигне до крајот, ќе има песна секако. Би работел, па мислам дека со некој од Србија композитор би имам некој си така понуди, што би гледал да ги изреализирам. Ке има во секој случај, ќе бидат сигурно и на македонски и на српски јазик. Така да, знаете како, некогаш кога бараме добра песна, не можеме да најдеме. Тоа едноставно, никој не може да гарантира дека таа песна ќе биде хит. И така натаму едноставно треба да се состават тие некои си коцки, тие волшебни коцки што ги викаат, за да едноставно една песна биде толку слушана и да стане хит. Така да има време за песна. Сега сме сконцентрирани на избор на песни и да идеме од круг во круг. Добро, со твојот ментор сигурно бирате некои така шармерски песни кои што и во наредните клубови, или имате нешто изненадување? Па не би сакал да откривам за понатаму што како, али има интересни песни, така да ќе имаат прилика, ако ќе ме пратат слушатели веќе нормално ќе ме слушнат, нека биде изненадување. Добро. Не смееме така ни е кажано. Да. Не смеете да кажувате кои песни, но ајде да чуеме нешто ти што ќе запееш. По однос на тоа. Ако? Дури не смееме ни слики некојаш да објавиме од например снимањето од текот на снимањето некои слики што се сликаме меѓу кандидатите, не смееме додека не искочи емисијата и така натаму. Тоа е некој си нивни правилник што мораме да го почитуваме ние кандидативе и така. Тоа е тоа. Добро, и Радио Пела си има свој правилник дека во наредните минути очекува од тебе да ни запее нешто. Јасмин. Ајде. И сега мора да се придржуваме на тоа. Правилникот е на почетокот, сега и на крајот. Нека ни ме со очите не варај таква љубов да премолчиме. Ете, интересно од Миле Кузмановски, не каниме. Одлично, супер. Сакам да избегам малци од забавниот стил, малци народниот да го истакнам, да им покажам нели на слушателите дека можеме и во тој стил да се снаоѓаме. Добро, токму и тоа ми беше следното прашање, како Јасмин Алиевски ќе ја насочи својата кариера? Се разбира по учеството на ова шоу, да се надеваме дека ќе бидеш во финале и дека ќе го крениш пехарот и на крајот дека ќе добиеш таму подароци од Звезде Гранда и наредното наше интервју ќе биде толку па од двај ќе те најдеме тогаш или не? Не, за вас во секое време. Ако треба пред снимање, одма ќе го. Добро, како ќе ја насочиш својата кариера? Еве, велиш дека сакаш малку да пееш и ваков мелос, сакаш да го запазуваш на шоуто, забавниот дел. Па едноставно вака, сега јас сум забавен пејач, мене повеќе ми лежат, нели, забавните песни, забавните мелодии, поп-рок стил. И тој стил ќе гледам во Звезда Гранда да го терам, нели, да се представам со тој стил. Народниот стил не ми толку лежи како забавниот, меѓутоа претпоставувам дека коректно се снаоѓаме, нека ми простат народниве пејачи, ја мислам дека окей, се снаоѓам. Па добро сега ако се најдеме во некоја кафана да ќе запееш 5-6 песни, 7-10. Па колку треба толку. Добро. Мене едноставно станувам со песна, легнувам со песна, во кола кога возам пеам песна, без разлика што моментално нема никој во кола, јас сам на себе си пеам. Едноставно музиката е нешто што ме обкружува секој ден.
кај да сум едноставно, знам да си испеам, па и на самиот себе си. Па Не мора бога ми, ништо. бога ми вака како што пееш, нема да бидеш досаден и на самиот себе. Па до сега не се нашол некој да ми каже утише малце, многу гласен си. Добро, твоите дома сигурно дека ти рекле барем еднаш, два пати. Па ретко. Можам да кажам дека е птен ретко, од нормално ќе спијат, кога ќе одмараат, тоа Добро. е чава, иначе нонстоп, и мајка ми е страшно морам да кажам музикална. Она нема глас за пеење, меѓутоа е добар хокист. Да, но имаш поддршката од неа цело време на Звезде Гранта. Да, Тоа е одлично. И од сестра ми во Германија, што е од вереницата моја, значи буквално имам огромна поддршка. Тоа е многу, верувајте. Покотоа ако ќе се најдете таму пред искочите на сцена, некој да ви каже верувај во себе, идеме напред и така натаму, ме разбирате? Сега имаш уште една поддршка да знаеш од денеска, тоа е Радио Пела. Ви благодарам многу. Без разлика на тоа што ние сме радио кој што функционира тука во Пелагонија во Прилеп, ние си даваме поддршка на сите кои што ни ја представуваат нашата земјичка. Ви благодарам. Ја имам и настапувано ова во Прилеп пред неколку години, кога имав нешто повеќе настапи. Ке настапуваш ти во Прилеп и во наредниот период, ти немај гајле. Ти само биди финалист и знам дека ќе настапуваш во Прилеп. Кажи ми, твои планови освен Звездите на Грант? Па мои планови моментално си работиме приватен бизнис, имаме пет шоп за домашни миленици, со моите тоа не е фамилијарен бизнис и вереницата моја држи салон за убавина, за фризура, шминка, ногти, масажи. Моментално сум тоа, и освен со музиката и тоа активирам. Кај треба ваму летувам, кај треба таму летувам, така да се снаоѓаме. Слободно време. Ви која комбинација, пет шоп, лепота и музика. И музика, па видите кога ќе поврзете, освен на страна пет шоп, студио за убавина и музикава, и двете бранши имаат една гранка што ги поврзува, тоа е уметноста, нели? Добро, ти фали уште и масажа. Значи пење и масажа, тоа сето би било комплет. Па добро се, да се зголеми бизнисот. Функционираме, ни помина убав дено, сите сме среќни, задоволни, така ета. Добро, јас ти благодарам за твоето одвоено време. Знам дека ти е драгоцено, знам дека имаш многу обврски, но сакам да се запознаеме со тебе како личност. Те спреам за утре во Белград идам, имаме проба. Така да дојдов до дома на брзина и со вас да се слушнам. И ви благодарам тебе, Никола, за ова интервју и што ме покани. Едноставно многу значи поддршка пред се. Најсериозно мора да знаеш, ние сме мал медиум, но со големо срце и ги поздравуваме, ги поддржуваме и поздравуваме сите наши кои што не само ти како личност која што не представуваш во ова шоу, било каде, кој да е, Радио Пела си го поддржува. Мене ми е многу мило што те видоа нашите гледачи, нашата публика, многу лајкови, ова наше интервју ќе оди и на нашиот портал, се разбира со така некое скромно текстче, сакаме да дадеме на важност, затоа што не е пак секојдневно да го имаме Јасмин во нашата програма, затоа што сега е актуелен. Јас сум секогаш тука за вас, без разлика нели кој успех ќе го освојам. Јас сум секогаш тука за наша Македонија, за нашите луѓе тука. Едноставно и сакам и една порака да им да пренесам, да кажам на вашите слушатели и гледачи. Слободно. Да бидат среќни, да се здрави и живи, едноставно тоа е, ја мислам дека е најбитно. Овие материјални работи можеме и без нив, можеме и со нив, така да здравјето е пред се. Голем поздрав до нашата диаспора, до вашиот Прилеп. Ве сакам сите едноставно. Тоа е. Ти благодариме, навистина многу гушкање, многу срциња на Facebook, се гледаме и слушаме во наредна прилика, дај Боже и кога ќе бидеш во Прилеп да не бидеш дел во нашето студио. Голем поздрав до тебе. Радио Пела се разбира и понатаму го поддржува и Јасмин Алиевски и сите наши представници, не само на ова шоу и на сите шоу каде и настапуваат. Ние уживаме да ја поддржуваме нашата музика, нашите деца млади кои што допрва ќе градат кариера. Јасмин, поздрав до тебе, до твојата мајка, до сите твои дома. Поздрав до Пет Шоп, до сите таму кои што сте, уживајте во секој ден
И затоа што секој ден е убав, ово е прекрасен. Честит 8 март. Бакнежи до сите и така се слушаме во некоја наредна прилика. Така е, поздрав, ние продолжуваме понатаму. Ова е радио што се гледа, ние го слушаме. Јасмин со неговата Чекам те. А предуго je traži, predugo. I duša mi umorna od tijela bez tebe. Još uvijek si oaza mojih želja, anđele. Čekam te, oživi me. Ni za živu glavu, ni u snu. Ja nikom ne dam na tebe. Čekam te, pronaži me. Da udahnemo miris ljubavi, da želja pamet pobjedi. Čekam te. Srce u stopu prati svaku misao, uzalud se trudi da zavaram trag. Nebo, samo nebo moju priču zna. Tražim tvoje među svojim prstima. Duša mi je umorna od tijela bez tebe. Još uvijek si oaza mojih želja, anđele. Čekam te, oživi me. Ni za živu glavu, ni u snu. Ja nikom ne dam na tebe. Čekam te, pronaži me. Da udahnemo miris ljubavi, da želja pamet pobjedi. Čekam